предмет македонски јазик. Оделение трето, наставна содржина, обработка на песна, родниот јазик е бисерен Гета. Наставник Виолета Петковска, техничка поддршка Виолета Петковска, директор Соња Спасевска, Основно училиште Кочо Рацин Охрид. Кои наставни целите се реализираат? Ученикот да ја разбере, да ја свати и разбере песната. Да се оспособи за откривање поетски слики и запишување план. Развивање почит и љубов кон мајчиниот јазик, да се негува и чува мајчиниот јазик. Активностите се на алатката Вакелет на следниот линк. Обработка на песна, родниот јазик е бисерен Гета. Пред да ја прочитам, да видиме кој јазик го именуваме мајчин јазик. Мајчин јазик е јазикот што го добиваме од мајката. Сите народи му придаваат големо значење на јазикот, па прогласиле Ден на мајчиниот јазик. Тоа е 21. февруари, е прогласен за светски ден на мајчиниот јазик. А сега внимателно слушајте. Родниот јазик е бисерен Гета. Родниот јазик е бисерен Гета. Од зборови, плодови сочни. Мислите тие ти ги редат во слики, јасни и точни. Тој е вруток, непресушен, вечен, низ бистри капки, зборови тече. Жубори, клокоти, ѕвони, се лее, кој јасна звезда, секој збор грее. Тој ни е завет од дедовците, како тланикот на огништето. Чувај го, како црнка во окото, без јазик си никој и ништо. Сигурно кога ја слушнавме песнава, почувствувавме убави чувства на гордост, а исто така забележавме значење некои зборови, што некои може би од да си прв пат ги слушнале. Значење на зборовите вруток, извор. Која македонска река извира во вруток? Знаеме, тоа е неголемата река Вардар. Зборот клокоти значи врие, завет значи ветување, обврска, тланик, тоа е место покрај огништето. Анализа на прва строфа. Родниот јазик е бисерен Герда. Од зборови, плодови сочни. Мислите тие ти се редат во слики, јасни и точни. Да ги пронајдеме во првата строфа објаснувањата зашто ни служи јазикот. Значи, јазикот ни служи како гердан од зборови, бидејќи мислите ни се редат и ни стануваат мислите како слики, јасни и точни. Забележуваме рима, во оваа строфа имаме сочни и точни. Во втората строфа, тој е вруток, непресушен вечен, низ бистри капки зборови тече. Жубори, клокоти, ѕвони, се лее, кој јасна звезда, секој збор грее. Во оваа строфа рима забележуваме лее, грее. Поетот го споредува со јасна звезда и со вруток непресушен. Јазикот е вруток затоа што постојано тече. Течат зборови, течат мисли. И тие зборови и мисли ни го осветлуваат патот, светат како јасна звезда. Третата строфа,
Тој ни е завет од дедовците, како тланикот на огништето. Чувај го како црнка во окото. Без јазик си никој и ништо. Значењето на зборовите ги објаснавме погоре, кажавме руток извор, клокот и врие, завет ветување обврска, тланик место покрај огниште. Исто така позната ви народната поговорка јазикот коски нема, а коски крши. Секој искажан збор од јазикот, значи, делува, може да бидат убави зборови, може да бидат лоши зборови, треба да внимаваме какви зборови употребува. Зашто не служат зборовите? Поетска слика за првата строфа. Зборовите ги редат мислите во слики, јасни и точни. Задлабочи се во втората строфа. Со што е спореден овде јазикот? Јазикот се споредува со непресушен извор и јасна звезда. Што порачува поетот во последната строфа? Јазикот да го чуваме како црнка во окото. Јазикот сме го наследиле од нашите дедовци. Значи, зошто треба да го чуваме како црнка во окото? Од кого сме го наследиле? Јазикот сме го наследиле од нашите дедовци. И треба да го чуваме и да го негуваме. Од сите претходни активности, на крај да запомнеме. Правилата на македонскиот литературен јазик ги утврдил нашиот голем поет, раскажувач и јазичен научник Блаже Конески. Тој напишал многу песни, раскази и многу стручни дела за јазикот. Најзначајно негово дело е граматиката на македонскиот литературен јазик. За дома, замисли дека си на некоја сцена, пред поголема публика. Читаја песната со силен, уверлив глас, во кој ќе се почувствува твојата гордост со твојот мајчин јазик и одлучност да се чува како црнка во окото. Научи да рецитираш напамет. На крај ви благодарам за вниманието.